Така, добар ден од срцето на Струмица, од родниот град на нашиот капетен на македонската репрезентација. Струмичина на вистина со воодушевување. Улиците буквално позади мене беше преполна со гледачи кои што преку малите екрани го гледа надпреварот, а голем дел од нив замина и во Романија во живо да ги гледаат. За она што се случува во фудбалот, и денес имам соговорник, стратегот во Академија Пандев, Тренчовски. Добар ден. Добар ден. Помина фудбалот, заврши мечот, еуфоријата, но од утре не чека на оваа еуфорија. Што е она кое што вие го оценувате како начин на игра од нашите репрезентативци? Така, пред се поздрав до сите гледачи. Значи, дефинитивно почна и заврши тоа прво коло од Европското првенство, кое што е навистина, да речеме, еуфорично за нас, затоа што е историски, дебитански насап за нашата репрезентација и тоа може да се осети низ секој семејство, низ секој дом, значи на секој плоштад во државата. Едноставно нацијата пулсира со ова Европско првенство и мислам дека го одигравме тој надпревар со Австрија, може би очекувавме повеќе, можевме да стигнеме до поповелен резултат. Секако, значи до 75-та минута имавме позитивен резултат, да кажеме, од 1:1. Може би тактичките замисли на противничкиот селектор и самото позиционирање одредени играчи и одредени кадровски решенија, посебно со измените, донесоа посебен квалитет во австриската репрезентација, додека нашите кадровски решенија беа малку во негативна насока и мислам дека заслужено Австрија го доби тој надпревар. Ние не најдовме решение на високиот пресинг од австријците и секако морам да го спомнам, значи тактичкото позиционирање на противничкиот играч Алаба, кој што едноставно направи вистинска разлика во самата селекција на Австрија. Во секој случај треба да бидеме позитивни, задоволни, значи од нашиот настап, затоа што нашите херои едноставно се изборија и го остварија овој повеќе деценески сон и мислам дека мораме да продолжиме да им даваме поддршка и во следните надпревари. Така, Југослав, ти си блиско до фудбалот. Дали сите оние кои што се вклучени годинава во Европското првенство некако ја оправдуваат улогата, дали фаворитите веќе ја оправдуваат на својата улога или е рано уште да се коментира? Апсолутно, значи после ово прво коло од Европското првенство можеме да кажеме дека повторно се враќа овој фудбал кој што е доминантен, значи со висок притисок и со високо позиционирање на играчите во противничката половина. Посебно внимание во моментално се обраќа на таа дефанзивна транзиција во која што играчите посветуваат внимание за брзо одземање на самата топка. Според мене, значи, помина времето на тој дефанзивен фудбал во кој што одредени селекции беа поставени во својата половина и едноставно чекаа само некој блиц контранапад, па имавме примери како во Евро 2004 кога нашиот сосед Грција стана европски првак. Јас мислам дека ова е позитивно европско првенство, нормално аналитичарите ќе го анализираат тоа на крајот од првенството, ќе процена, значи како се поставени линиите, во која ширина и длабочина, колку е растојанието. Во секој случај јас мислам дека добивме доста позитивни, после првиот круг позитивно европско првенство. За мене главни фаворити се француската, италијанската репрезентација, значи белгиската и во вториот круг би ги спомнал овде Шпанија, Англија и некои други репрезентации кои што се, да кажеме, веќе во вториот круг кои што ќе се фаворити за освојување на ова европско првенство. Македонија го загуби мечот против Австрија, но меѓутоа не значи дека се е загубено. Еве утре веќе имаме нов меч. Кои се вашите очекувања и што е она кое што вие ќе ги советувате, па и дел од вашите некогашни соработници? Така, значи ние имаме потполно добра во целиот стручен штаб и нашите јунаци репрезентативци кои што се таму во селекцијата. Во секој случај не очекува интересен надпревар затоа што селекцијата на Украина е навистина квалитетна репрезентација. Ако ние го темелиме нашиот тим на неколку искусни играчи со предводникот Горан Пандев и нормално младата гарда на репрезентативци кои што беа на Европското првенство, Украина го темели сето тоа на неколку искусни играчи како што се Јармоленко и Зинченко, но секако тука е и младата гарда на фудбалери кои што пред 2 години станаа светски прваци. Украина е репрезентација која што игра многу допадлив фудбал, енергичен фудбал, значи исто така практикуваат висок пресинг, но се доста опасни на брзата офанзивна транзиција. Според мене, мислам дека треба да играме предпазливо затоа што и на последниот надпревар во кој што
Украина изгуби 3-2 со Холандија, покажа доста висок квалитет, со голема динамика, значи претрчаните метри во однос на параметри со нашиот надпревар нормално, тоа е сосема различно, имаат доста висок интензитет и метри претрчани во висок ритам. Мислам дека треба да се обидеме да одиграме малку предпазливо, да се најде одреден баланс во тимот, не значи тоа дека би играле скроз дефанзивно, но да се обидеме да најдеме некој баланс со кој што би се обиделе да ги загрозиме со нивното главно одружје, а тоа е нивната брза офанзивна транзиција. Југослав, јас ти благодарам што одвои време и беше дел од отворената програма во името на спортот. Ние утре секако повторно ќе навиваме, ќе навива и Струмица, ќе навиваат струмичани и цела Македонија. Сите оние кои што остануваат во Струмица ќе го гледаат надпреварот на Македонија токму од некои од рестораните, клубовите, баровите кои што секако имаат и организирано гледање, а оние кои што пак заминаа за Романија веќе имаат сигурно она трпка која што веќе многумина струмичани, а верувам дека и многумина македонци веќе ја чувствуваат во Романија.